Благодарам. Бидејќи два пати ме поздравивте, премиере, ќе ви возвратам на поздравите и ќе ви кажам дека останав во сала, бидејќи сум следна на ред за поставување на пратенички прашања, а не сакам да ви го пружам тоа задоволство да излезам од сала и прашањата да останат неодговорени. Верувајте, денес ништо не е потешко од тоа да се седи овде и да се слушаат вашите меѓусебни фалби, додека надвор е најсуровата реалност која ја приредувате на Македонија и македонскиот народ. За тоа сведочат барикадите кои уште не сте ги тргнале од Собранискиот паркинг, затоа што се плашите од сопствениот народ. Денес ќе поставам 3 пратенички прашања, од кои првото е до председателот на владата Димитар Ковачевски, но доколку има присутен овде покомпетентен, слободно може да одговори на првото прашање. Второто прашање е до министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска и третото до министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Првото прашање се однесува на пожарите кои беснеат низ државата, а власта не може да се организира и да ги изгасне. Иако најлош начин за учење за да учите е да учите од грешките, за жал ниту ланските грешки не ве освестија да ја научите лекцијата и конечно да покажете грижа. Како и ланското лето, така и оваа година, сезоната на пожари ја дочекавме целосно неподготвени. Сите сме сведоци на фактот дека институциите не реагираат навреме и заради неажурноста на надлежните секоја година ни горат големи површини шума. За жал, во оваа држава се воспостави таков ред на нештата, што најпрвин треба јавноста и медиумите да реагираат, за да се разбудат и да почнат да работат институциите. Факт е дека пожарите ги извадија на површина сите слабости на системот за брза интервенција и спречување на катастрофалните последици од пожарите. Во повеќе наврати се испостави дека тромавоста на институциите е најкомплексен проблем кој се појавува при секоја немила ситуација, ако е пресуден во можноста да се спречи катастрофа. Пожарникарите честопати ни се оставени да гасат оган буквално со голи раце, на тешки и непристапни предели, со застарени теренски возила и ограничени ресурси, затоа што средства за луксузирање има, но средства за обнова на пожарникарскиот возен парк е невозможно да се обезбедат. Ова доволно говори за неодговорноста на владеачката гарнитура, на која грижата за земјата и е на дното од приоритетите. Се прашувам што прави Центарот за управување со кризи, Дирекцијата за заштита и спасување и останатите институции кои се под капа на владата и зошто се остава со големите пожари да се справуваат само локалните пожарникари и локалното население. За крај, некогашниот премиер на оваа влада, лани во месец август, кога дивееја пожари во Кочани и Берово, вети дека авионите за гаснење пожари, наречени ер-трактори, кои ги набави владата на ВМРО ДПМН, ќе биле сервисирани за 10 дена. Од тогаш помина цела година, а авионите не се поправени. Моето конкретно прашање е докаде е сервисот на авионите за гаснење пожари и зошто се уште не е направен или уште по-конкретно што треба да не снајде за конечно да се сервисираат авионите за гаснење на пожар. Второто прашање до министерката за култура, да ја причекам или ме слуша од некаде? Тука е? Во ред. Заменикот бил тука, во ред. Второто прашање се однесува на Министерството за култура и Управата за заштита на културното наследство. Имено во изминатиот период од половина година, вработените во Министерството за култура и во Управата за заштита на културното наследство непрекинато ги извршуваат своите работни обврски кои подразбираат креирање на нови културни политики, изработка на стручни анализи и стратегии за подобрување на состојбите во културата. Но, за жал, кога е во прашање подобрувањето на нивниот статус во насока на валоризирање на нивниот труд, работите очигледно не одат како што треба. Според моите сознанија и според реакциите кои што ми пристигнуваат во овој период од страна на синдикалните организации на УПОС во Министерството за култура и во Управата за заштита на културното наследство, подготвени се текстови на колективни договори.
Колективниот договор за вработените во Министерството за култура веќе бил доставен до Министерката за одобрување. Со овие колективни договори треба да се овозможи достојно вреднување на знаењето и стручноста на вработените, со што секако би се зголемила нивната мотивираност за поуспешно извршување на своите работни задачи. Од тука, моето конкретно прашање е докаде е постапката за подпишување на колективниот договор за вработените во Министерството за култура и Управата за заштита на културно наследство, што Министерката за култура има превземено до овој момент за негово подпишување, односно за подобрување на состојбата, за зголемување на платите и за подобрување на статусот на вработените во Министерството за култура и во Управата за заштита на културното наследство. И третото, кратко, јасно и прецизно прашање, на кое очекувам исто така краток, јасен и прецизен одговор од страна на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, гласи: кога Охриѓани и Стружани можат да ја очекуваат комплетно завршената велосипедска патека Охрид-Струга? Двата крајезерски градови, Охрид и Струга, се идеални места за велосипедизам кои заслужуваат меѓусебно велосипедско поврзување со современо уредена, безбедна и функционална велосипедска патека, соодветно означена со хоризонтална и вертикална сигнализација. Во насока на подигнување на нивото на безбедност на велосипедистите, но и подобрување на условите за возење велосипед, стариот пат Охрид-Струга мора да стане едно убаво велосипедско поврзување на градовите, на кое би сообраќале сите велосипедисти, вклучително и гостите и туристите, кои се повеќе се корисници на вакви активни туристички понуди. Исто така, оваа велосипедска патека би овозможила безбедно движење на велосипедистите на потегот од излезот на градот Охрид до Струга и со оваа патека охриѓани и гостите би имале можност да го користат своето време активно, практикувајќи здрави навики за возење велосипед. За да ви биде појасно, министре Бочварски, ве информирам дека во текот на амандманската расправа на ребалансот на буџетот поднесов амандман за изградба на оваа патека со кој побарав 10 милиони денари. Амандманот беше прифатен во видоизменета форма и за оваа цел се доделија само 3 милиони денари, односно средства кои би биле доволни само за изработка на основен проект. Од таа причина ме интересира кога Охриѓани и Стружани можат да ја очекуваат комплетно завршената велосипедска патека Охрид-Струга. Не случајно го поставувам ова прашање со наискрена надеж дека оваа патека нема да ја доживее судбината на автопатот Кичево-Охрид. Ви благодарам.